Благодарам. Почитувани колеги, почитувани представници на владата, почитувана македонска јавност, за денешната седница имам 3 пратенички прашања и со оглед на тоа што доаѓам од земјоделски крај, сите 3 прашања се наменети за министерот за земјоделие. А со оглед на тоа каква е ситуацијата во земјоделието, нормално е да има многу прашања. Меѓутоа, за жал на сите, министерот за земјоделие не е денес присутен во салата. Со што уште еднаш, пред заминување, го покажа својот потценувачки однос кој што го има кон земјоделците. Колешкиот заменик од министер е присутен, така по деловникот. Значи сите деловнички услови се исполнети за да може да поставите прашање до Министерството за земјоделие. Одговор ќе ви даде заменикот министер. Прашањето ќе ги поставам и се надевам дека заменикот министер ќе може да одговори на поставените прашања. Повелете, поставете ги прашањата. На 4.2.2019 година овде во ова собрание изгласавме дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој по скратена постапка. Што значи, вие како влада законски се обврзавте дека лозарите кои своето грозје го имаат предадено во винарска визба по Вардарија и винарска визба Стефани ќе бидат обештетени и исплатени. Со што требаше да бидат опфанати околу 1000 лозари од тиквешијата. И што беше многу важно, овој закон стапи на сила веднаш по објавувањето во службен весник, а како што реков, дополнувањето на законот го изгласавме на 4 февруари. Од министерот за земјоделие беше јавно дадено ветување дека лозарите ќе бидат исплатени, најпрво кажа дека ќе бидат исплатени на празникот на лозарите, поточно на 14 февруари, па потоа го пролонгира до крајот на февруари, па потоа на пратеничко прашање одговори дека до крајот на март ќе бидат исплатени, за на крај сите да бидеме сведоци како во предизборен период, поточно на само 5 дена пред избори, во време кога е недозволено ваква исплата на средства, вие започнавте со исплата на овие средства. Но и покрај тоа, сето ќе ви беше опростено, бидејќи нели целта ги оправдува средствата. Но секако, доколку сите лозари си ги земаа парите и беа обештетени. Но за жал, тоа не се случи. Ниту беа сите исплатени, ниту пак тие што беа исплатени си ги земаа целосно. Да ви појаснам, може би заменик министерот не е запознаен, меѓутоа да ви појаснам дека ниту еден од тие што земале пари не се 100% обештетени. Значи ли ова дека сето ова беше само предизборно купување на гласови? Значи ли ова дека земјоделците, поточно лозарите од тиквешијата, се повторно излажани од оваа влада? Моето прашање до вас е: кога лозарите ќе бидат конечно и целосно обештетени? Второто прашање, исто така, за заменик министерот за земјоделие, се однесува на персоналниот данок од 2%, кој што регистрираните земјоделци не го плаќаат, односно се ослободени од плаќање. Оваа година, за прв пат досега, уште при исплата на грозјето, овие 2% беа задржани од страна на винарските визби, со укажување дека парите ќе им бидат накнадно исплатени. Во нашата општина има над 500 регистрирани земјоделци, кои се загрижени и бараат информација од министерот за земјоделие кога тие пари, кои се нивни, кои се честно заработени, ќе им бидат префрлени на нивните трансакцијски сметки. И третото и последно прашање за заменикот министер за земјоделие се однесува за каналите за наводнување во тиквешијата, со кои стопанисува водостопанство Тиквеш. Водата за полевање, иако со задоцнување, сепак е пуштена. Водата се пушти низ канали полни со земја, трева и наноси. Оваа година ниту се распиша тендер, ниту некој почна да ја чисти 220 километарската каналска мрежа. Како резултат на тоа, уште сега има огромен број на дефекти, а водостопанство Тиквеш не е подготвено да се справи со овие проблеми на терен. Секојдневни се поплаките од земјоделците кои садат тутун, пиперки и домати.
А имајќи во предвид колку е тоа мала површина во споредба со лозовиот насад, за кој полевањето допрева ни предстои, со право се реакциите и загриженоста на земјоделците. Оваа година земјоделците ќе се соочат со страшни проблеми. Поливната сезона ќе биде очајна, со што и приходите на земјоделците повеќекратно ќе им бидат намалени. Затоа, моето прашање до вас е како вие, како Министерство, планирате да го надминете овој сериозен проблем? Ви благодарам. Ви благодарам. Пратеничка да постави 3 пратенички прашања, сите 3 до